партикуларни идентитетски војни веќе не бркаат работа. Нема што да барат се ЛГБТ луѓето за ЛГБТ правата, жените за жените, лицата со попреченост за лицата со попреченост и така натаму. Мислам дека е важно во овие контрадикции, тука лежат стратегиите, а коалициите кои што ќе ги градиме се градат веќе на други основи. Заеднички фронт. Заеднички фронт кој што се гради на пошироки основи. Тезата на колумната твоја е дека апатијата во која живееме е начин на владење на власта и цинизмот, дека тоа не е случајно, туку се поттикнува затоа што тоа е еден од методите како се владее со јавноста. А ова се што го говориш е всушност потреба од активизам, обединувања, раздрмувања. Кај ќе биде тука разрешницата? Па затоа велам, некој треба да понесе одговорност во оваа земја и затоа некој треба да ја врати назад и надежта, меѓутоа и мотивацијата, и пасијата. Тоа можеме да бидеме, не знам, ние преку подкасти, преку колумни, меѓутоа нас ни треба, сега да не изгледаме наивни, нас ни треба политичка партија која што ќе го поведе тоа. Затоа што ако не се случи така, ако ние немаме една политичка структура која што ќе може да избави, ќе не се случи ова во Белград, кое што е излив на незадоволство кое што не може да се канализира. И тоа не е лошо, тоа воопшто не е лошо. Безнадежност и разочараност не е емоција, само емоција. Тоа е политичка техника на владење. Народ кој е разочаран и без надеж не бара многу, се задоволува со ситно. Ние веќе не можеме, јас стварно не мислам дека ние може да зборуваме и за Македонија како за општество. Ние сме една група од семејство. И толку, секој си го гледа својот двор, својата куќа, својот интерес, што е типично за еден исцрпен, експлоатиран народ.